Благодарам што ме поканивте да се чуе гласот на IT индустријата. Јас опека нема да зборувам од моје лично име, него ќе зборувам сепак од тие заклучоци кои што ги направивме пред 2 дена во одредна седница на управниот одбор на МАСИЦ, за да донесеме и да заземеме став околу и ова прашање на оваа конференција, како и да заземеме став за стратегијата која фативме да ја работиме со министерката Мила Царовска за спречување и зачувување на младите IT кадри во државата. Во принцип, секако дека ние сме најпогодени од прогресивниот данок, но јас мислам дека прогресивниот данок толку и не е проблем, за тоа сега и на новинарите тој ми го кажа, сигурно прогресивниот данок младите не се фатиле да се селат сега од јануари навака, но сепак во IT индустријата треба да се направи некоја ревизија на даночната политика. Знаете, јас се служувам со министерот, јас во сите фази на разни финансиски одлуки и закони сум учествувала. Сепак ова е специфичен момент ова веќе 2019 година, пред 9 години IT индустријата не беше во тој центар на интерес како што е сега. Верувајте ми дека не можете вие да имате едно современо стопанство, нити па може да имате некакво стопанство ако немате развиена IT индустрија. Јас навистина сакам и ќе се борам да IT индустријата ја ставиме на местото кај што треба да се стави. Тоа е на водечкото место, бидејќи кај IT таа е најзелена индустрија која што апсолутно може да прави извоз лесно и да се работи од дома и да се прават договори со странци. Така да мислам дека тука ќе треба да седнеме заедно со министерот и со владата да направиме некаква си глобална стратегија која што ќе важи само за IT индустријата. Јас се извинувам, можеби сите тие податоци се точни и можеби е се тоа така, али мислам дека треба да се интервенира во некои работи што јас сега ќе ви ги кажам. Прво сакам да ви кажам дека IT индустријата, имам тука и податоци сега, да не зборувам бројки напамет, бидејќи јас сум инженер, па сакам да биде така. Значи, просечната плата во март е 56.464 динари, додека државниот просек е 24.590 динари, тоест 231% поголем. Значи, ако некого го засега прогресивниот данок, тогаш го засега инженерите, и тоа да ви кажам, сениор инженерите, значи околу 30% од со инженерите плаќаат стапка од 18%, значи највисоката стапка ќе ја платат. Во принцип, тоа не е толку, да кажеме, како да кажем, само делот од прогресивниот данок. Делот на сите даноци во однос на пензиско, здравствено и сите даноци кои што ги плаќаме од плата, секако е највисок кај IT секторот. Вие еден инженер, кога ако зема 2, 3 или не знам сега, зависи која фирма и на која позиција, тој плаќа многу високи придонеси. А здравственото осигурување, верувајте ми, нема веќе фирма која што не им прави приватно здравствено осигурување на IT инженерите, за да не си одат од државата. Значи, не се само деноците клучот во кој што IT инженерите сакаат да си одат. Значи, тука се повеќе фактори. Тука е и здравството, тука е и школството, значи, тие се сите елементи кои што се надевам дека ние ќе ги надминеме со стратегијата и веќе имаме некакви согледувања и предлози кои што би сакале да ги предложиме. Даноците како широк поим во IT индустријата, знаете ли дека само 11% е профитот во IT индустрија? 89% ние инвестираме во индустријата. Дали се тоа сертификати на вработени, дали се тоа во инфраструктура, дали се, значи, многу се инвестира, компаниите, ние како компании многу инвестираме во нашите вработени. Значи, и материјално и се. Сега, може би не од место имаше предлог од
Но сепак дојдовме до заклучок дека има многу по-приоритетни работи него да стигнеме ние до добивките, па после ќе земаме, ќе се бориме за намалување. Еве сега ќе ви кажам со какви проблеми се сретнуваме. Се сретнуваме со тоа да кажеме ние мораме да имаме одредени сертификати на вработените заради нашите вендори, заради нашата фирма да учествуваме на тендери. Ние, значи, тие сертификати се добиваат на лично име. Не може фирмата да кажеме да си ги има на свое име како портфолио. На тие сертификати, каде и да ги праќаме во Германија, во Словенија, каде што треба некогаш и во Америка, ние плаќаме персонален данок. И сега тој човек си го поседува тој сертификат, станува senior developer, ке собере еден, друг сертификат, трет, ке си ги спакува коферите и си оди во Германија. Најстрашно сега во моментов е што не си одат младите. Јас се сложувам дека може би има зголемување на нови вработени, но знаете 7.000 има IT софтвер инженери во Македонија што повеќе години не се менува бројката. Не дека млади од Фейт, Фенки и други универзитети не се запослуваат, него сега си одат senior девелопери, каде што државата инвестирала многу, ние како фирми сме инвестирале многу. Тие ги фаќа прогресивниот данок. Значи тие таму треба да се интервенира во даночната политика. Во принцип, значи знаете како сега со исто така странските компании, кои што не се членки во МАСИТ, имаше дискусија дека значи таа разлика помеѓу бруто нето на платата сега доведува до една, ние сме значи најлош коефициент на конверзија од бруто во нето во регионот, а не сме толку развиена економија. Знаете тоа, они рачунат плата толку и кога ќе го тенденцијата сега која што ќе се појави, значи не зборувам дека сега во моментов нешто драстично се смени или се тоа што веќе по инженерите кои што се со поголемо искуство, тие бараат да си направат, те прашува колку јас тебе те кошта 6.000 евра со придавници со плата. Се извинувам. Тогаш, знаеш, јас ќе си отворам фирмича и вие мене ќе ми плаќате 5.000 евра на мојата фирма. Тоа се случи во Србија и тоа не е убав пример. 25.000 софтвер инженери во Србија, 12.000 фирмичи. Деца кои да ви чува имате. Тоа во здравство е сосема друга приказна. Јас само уште едно, имаме многу напишано предлози што би сакале да ви предложиме вас, министре. Една од предлозите наши, сега што ја разгледувавме, беше случајот со Бугарија.
Знаете како во Бугарија е развиен IT секторот, исто и Романија и Естонија. Тие држави јас ги сакам, кој што навистина IT секторот од никаква индустрија го направија сериозна светска индустрија. Во Бугарија имаше едно даночување само за IT секторот зборувам. До 1000 евра, сега е качено, минатата година беше 1300 евра, оваа година 1500 евра, значи таму прогресивно некако се качува, дека се плаќа фул придонеси на 1500 евра, а над 1500 евра се плаќа само персонален данок или како сега се вика данокот личен доход. Значи, во принцип, тогаш, значи, сега границата е 16 просечни плати. Тоа е наменето само за некои екстремно богати, нели ги читаме по вестнику и се што си мислам, тоа е навистина не е употребливо во IT индустријата. Можам и да ви кажам дека како бројка, тоа е интересно исто, дека го имав, дека во IT индустрија, дека само момент. Значи, во 2018 година, според податоците на Централниот регистар, има 2308 компании кои вработуваат 13514 вработени со 48 милиарди денари остварен приход, кој учествува со 7,8% во бруто домашниот производ. Значи, ние сме најбрзо растечка индустрија. И мислам дека тука треба да го ставиме акцентот и треба да со заеднички сили направиме да овој дефицитарен, како да кажам, и интелектуален кадар не се обидува да си оди од државата. Тоа е целта, онаа која што мислам дека е поважна и тоа дали имала некаква инфлуенца прогресивниот данок или не. Дали уште нешто сакате или до ред е? За сега оставаме за публиката покасно да се вклучи во дебата, да ви благодарам, особено е релевантна оваа дискусија што е спомната и од страна на вашите колеги работодавачи кои што беа интервјуирани околу квалитетот на јавните трошења и како ги трошиме собствените средства. Сега тука би сакал да се надоврзам и да го поканам професорот Горан Петревски. Вака две би рекол генерални правци на дискусија сега, може професорот и во други насоки да одиме генерално дали сега беше време за прогресивно донаучување и второ, кога веќе се тоа направено со овие први ефекти кои што тука ги согледуваме, дали сега е време да ставиме многу поголем фокус на расходната страна или се уште имаме простор да се занимаваме со приходите. Благодарам. Инаку право сте ова што рековте, дали може професорите и трета страна да ги можат и 5 страни да фатат, ама ќе се држам на ова. Би сакал да се задржаме и во тоа и да почнам од насловот на трибинава, нели, многу врева за ништо преземено, нели, од Шекспир, тоа, иако се мислев дали од Шекспир или од мене преземено, не, се смеа по една моја колумна во економија и бизнис, баш имав тој израз не за персоналниот данок, а друга тема беше и баш така тоа беше насловот многу врева за ништо, ама еве не, сепак Шекспир е повлијателен од мене и треба да биде така што. Така што во право сте. Сега речеме еве, ако тргнеме од тоа, и тоа е мојот впечаток. Целиот овој проект е баш, еве, ако се обидеме да дадеме одговор на прашањето, јас да дадам, барем според мене целиот овој проект може баш со ова да се опише, многу врева за ништо и парадоксално во ова се согласуваат и едната и другата страна. Еве, например, ако внимателно го слушате излагањето на министерот, неговите вака поентата беше дека вака, да речам просто кажано, во смисла еве сите вие што скокавте против персоналниот данок на доход, видовте дека не се случи ништо страшно. Епа тоа е во прилог нова, значи многу врева за ништо, не шо правевте врева. Така да речам, во право е, ако гледате така и гранителите на персоналниот данок, на прогресивниот данок, покажа, еве, се убедени дека во смисла таа врева беше за ништо, не се случи, во смисла не се случи ништо катастрофално, она апокалиптично, ако воопшто некој очекува.
Од друга страна, пак и критичарите на овој концепт би се согласиле со оваа квалификација многу врева за ништо, бидејќи нивната е мојата лично, да речам, ова поента е токму тоа, дека прогресивното оданочување не носи ништо на Македонија. Едноставно е релевантно, според мен, релевантно прашање и тука би се, вака би дал одговор на прашањето кој го постави Маријан, дали требаше сега. Мислам дека во земја каква што е Македонија, тоа е земја во развој или земја која би сакала да се развива, не и треба прогресивно оданачување и ништо не му, пак кога велам не и треба, не дека тоа ќе го закочи развојот или дека еве, како што спомна и министерот, дека не знам некои катастрофални последици ќе предизвика, дека еве сите од IT секторот ќе си одат или не е битно или не е така е. Туку едноставно дека и ефектите кои ќе ги донесе ова прогресивно оданачување не помагаат пак ништо во однос на развојот. Да скратам вака дискусијата, и со претходниот пропорционален данок не беше ништо лошо. Во така зошто да го менувате она што не е лошо. А сега во продолжение пак ќе се обидам да кажам дека и вакво какво што е, затоа и ова многу врева за ништо. Мојата теза е тоа дека е многу врева за ништо. Вакво како што е прогресивното оданочување и не е многу поразлично од пропорционалниот данок во Македонија. И затоа и ефектите од прогресивното оданочување никому не му создаваат сериозни проблеми. Во смисла дури бизнис секторот е квантитативно сите одговори дека не е ништо страшно, во смисла нема да осиромашиме сега сите ние што плаќаме таму. Воопшто не е во таа смисла, значи, зошто многу врева за ништо, зошто не предизвикува ефекти прогресивното оданочување. Многу проста причина. Прво, затоа што данокот на доход, даноците на доход, вклучувајќи го данокот на личен доход и данокот на добивка, во земји каква што е Македонија немаат значајно ниту во вкупните данечни приходи, ниту воопшто вака некој социјално поголемо значење. Например, во земји како Македонија, Албанија, Бугарија, Романија, па и Хрватска, погледнете ги бројките, учеството на директните даноци, тоа е данокот на добивка и данокот на личен доход, учеството на директните даноци во вкупните даноци или во БДП е драстично далеко понисок отколку како што тоа учество во Германија, Франција, Америка или Австралија. Ова пак покажува зошто и ефектите на прогресивното оданочување се ниски и мора да бидат ниски во земји како што е Македонија. Едноставно, прогресивното оданочување е концепт кој функционира во земја која има широка даночна база. Значи имате многу голем број од населението се доволно богати за да плаќаат данок на личен доход. Тоа не е случајот во Македонија. Например, кај нас, ако добро се сеќава на податоците, што ги гледав, 50% од вработените земаат просечна плата од 8.600, а 90% од вработените земаат плата до 30.000 денари. Значи, пазете, само 10% од населението во Македонија, од тоа население што треба да плаќа данок, само 10% зема над 500 евра. Во такви околности што очекувате од тој даночен систем? Дека, еве, не 18, 118% да е даночната ставка, ако 10% ви зема над 500 евра, нема кого да го оданочите. И еве она легендарните бројки, нели тоа и кај нас се случува, и во меѓународни размери се е тоа. Стално кога се зборува, например, вака за нееднакво за она, обично се оперира со бројката на најбогатите 1%. Ама проблемот е што ако видите кај нас најбогатите 1% и тие не се 1%, всушност 1% кај нас викаме од 90.000. Се извинете, ама јако богатство од 90.000, то се 1.500 евра. Ако тие се богати, јас барем не се согласувам дека човек што заработува 1.500 евра е богат. Не е богат, тоа е она нормално средна класа како што треба во 2019 година, европска земја која пак за себе тврди дека е зрела за членка во ЕУ. 1500, ако вие велите дека сакате да влезете во ЕУ, со колку така? Со 150 евра ќе влегувате во ЕУ.
Сакам да речам, тој што зема 1500 го прогласувате, веќе анатема оно што да му фрлите, во смислот ти си, не знам, капиталист, многу богат. Не е точно. Овие вистински богатите, што се, например, пазете, во Америка оние 1%, и не Америка и секаде. 1% не се IT инженери, 1% не се ни собственици на фирми со 300 вработени. Во Америка да имаш фирма на 300 вработени, не влегуваш во 1%. 1% се баш на буквално не тешки капиталисти не. Така што да речам и таа бројка и таа статистика не соодветствува на случајот на Македонија. Поентата ми е дури да ги оптовариме со даноци овие 1%, не е ни тоа, не се богатите. Богатите се еви според податоците што ги гледав и од Finance и од Министерството за образование, богатите се 0,1%. А студијата на Finance пак покажа дека овој данок ни воопшто не ги засега нив. Распределбата на доходот, пак тие се супер богати, како што бе пред тоа. Сиромашните, пак си овие 99%, пак си земаат исто како претходно, значи тие не стануваат побогати со данокот. Во оваа смисла се би сакал да го кажам на орбениот поклич, беше и министерот неколку пати го спомна тоа. Значи, целава даночна реформа беше изведена под знамето на праведно даночување, така и се викаше концептот. Мал коментар за ова би сакал и речем со тоа ќе завршам дискусијата. Што е праведно даночување? Тука се подразбира два вида праведности. Вертикална и хоризонтална. Вертикална праведност, просто кажано, значи по-богатите, тие што заработуваат повеќе, треба да плаќаат повеќе данок. И навистина, така гледано, ова пропорционалното даночување не е праведно, бидејќи тоа вели 10% данок ќе плати онај со плата од 15.000, а и онај со 150.000 ќе плати 10%. Демек во смисла не е фер, двајцава да плаќаат исто. Ама овој концепт, наспроти тоа пак прогресивното даночување е праведно, велиме, затоа што секогаш побогатите плаќаат со повисоки даночни ставки. Ама нашиот концепт на прогресивно даночување па тука е фаличен и воопшто не е праведен, не е остварува оваа цел на вертикална праведност. Проблемот е што во нашиот концепт имаме само две даночни ставки, а две е само малку поразлично од една даночна ставка. Праведноста во даночувањето се постигнува ако имате 5 даночни ставки. И сега, оние кои заработуваат 20.000, плаќаат 10%, да речеме, оние кои заработуваат 30.000, плаќаат 15%, оние 50.000 за повеќе и така натаму. А вака сега што се случува во името на праведноста? Ако земате 30.000 плата и ако земате 90.000, овој што зема 3 пати повеќе, плаќа исто. Кај е праведноста тука? Со 90.000 сте 3 пати побогат од 30.000, а исто плаќате. Од друга страна, пак овие други ваму, ако земате 91.000, например, не е иста ефективната, апсолутно. Ама, освен со даночното ослободување, тоа е иначе. Така што е голема, не е голема сега. Апсолутно за тие, така е. Ама после како што одите нагоре, се помало и помало од ефектот на ова на даночното ослободување, бидејќи се од голема плата се смета. Поентата ми е дека сите земји со прогресивно даночување не е случајно што воведуваат 5-6 различни ставки, токму затоа што сакат да остварат ова вертикалната правичност. А дали имате една или две даночни ставки, вертикалната праведност е многу слична. И втората мана на нашиот систем на даночување на личен доход пак е хоризонталната правичност, за која пак министерот не кажува ни збор. Што е кај нас со овој систем? Ако сте програмен IT или хирург во Ремедика или во Систина, и ако земате 200.000 плата или 120 или не е видно колку, државата ве вели ќе ве оданочиме повеќе. А при тоа државата заборава намерно дека тоа е заработка од труд, од работа. А од друга страна,
Ако имате 2 милиони евра на банка и земате камата, тука плаќате помалку данок, 15%, не 18%. Ако имате акции, значи сте крупен капиталист, пак никому ништо, плаќате 15%, не 18%. Ако имате туѓани цел Сити Мол, ако е ваш или пола Сити Мол или трговски центар, и ги издавате под кирија, пак е поисплатливо, плаќате 15%, а не 18%. Така што мене ми е чудно како може една социјалдемократска влада, која се представува како социјалдемократи, ги казнува, ја казнува заработката од трудот, а не заработката од капиталот. Обично социјалдемократите во, да речем, во светов удираат со даночувањето на баш на ова на капиталистите, а не на работниците. Така што се извинуваме за, мислам сватам дека е долга дискусија, ви благодарам. Благодарам, професор. Одлична дискусија, да дам министерот сака да реплицира малку, пак ќе одиме на поширока дискусија за публиката. Само во прилог на ова би се вратил накратко на вашите податоци административни, што ги објавивте сега веќе пред скоро 2 години, вие како министерство. Административните од УИАП. Тие податоци на кои што и Горан реферираше, сушност покажуваат дека ние како општество сме вкупно сиромашни. И викаат дека има 500 до 1000 луѓе кои што имаат екстремно високи доходи. Ако не се лажам, тоа беше поентата. Или ако гледаме Джини коефициентот, бидејќи една од тезите беше дека имаме висок нераспределуван доходот, моментално е 32,5. Во Шведска е 28. Не е многу голема разликата, постојно не е голема. Америка е повисок од нас, Јужна Африка е 60, така натаму. Сакам да кажам дека ние тука на европскиот континент сме веројатно малку и под просекот и не сме далеку од скандинавските земји кои што важат нели за земји со доста равномерно. За Джини се од Завод за статистика, а вашите беа во административните. Добра, Джини коефициентот сега одиме од дали се смета на домаќинство, не се смета на лице, така да се има свој методолошки проби конс. Да, во интерес на дебата сега нешто вадам тоа интересно. Така што само сега да врзувам на Горан, сакате на тоа да. Јас благодарам за можноста, значи уште еднаш ми е драго што слушам ваква дискусија, но уште еднаш поставувам прашање. Зошто вакви дискусии не слушавме во експертите во 2018? Зошто тогаш, се сеќавам во дебатата во собрание, во многу дебати во медиумите, сите кои што излегуваа, генерално зборуваа апокалиптични сценарии, зборуваа црни сценарии, фирми затварани, луѓе се иселуваат, младија напуштаат земјата, IT секторот си оди од земјата, апсолутно. Ништо од тоа не се случи, напротив, сега се случува сосема спротивното. Јас ви кажам, ова не ни се случува прв пат. Во 2017 година, кога воведувавме зголемување на минималната плата, сеќавам дека тогаш е во опозиција. Јас, не знам, премиерот Заев, министерката за труд Мила Царовска, ние зборувавме дека зголемувањето на минималната плата ќе даде, треба платите да растат, ќе даде позитивни ефекти. Горе-долу истите експерти тогаш зборуваа дека вработеноста ќе падне, луѓето масовно ќе бидат отпуштени. Тоа не се случи. Гледате дека ставката на невработеност сега е најниска. Исто беше и за социјалната реформа. Сега за неколку работи. Прво, ние никогаш не сме комуницирале дека некој со 1500 евра е богат. Никогаш. Сме викале дека според податоците на УИАП тоа е реалноста. Некој што има повеќе од 1500 евра се наоѓа во 1% луѓето со највисок доход. Зошто? Јас како министр за финансии имам во моментов плата по таа граница. Кога сум на факултет, ако работам и проекти и се, сум над таа граница. Значи, гледувам во тие со највисок доход.
Може да видите, како се вика тоа анкетна пријава, јас по некои критерии не сум богат. Значи, имам, може да видите, еден стан на моје име и толку, и колку. Значи, апсолутно. Но, и кога зборував за реформата, кога зборував за умерените ефекти на реформата, зборував дека јас како професор на факултет треба да дадам, кога ќе земам повеќе од 90.000 денари месечно, 200, 300, 500 денари повеќе месечно. Зошто? Тие средства да отидат во оние семејства кои што живеат во сиромаштија, живеат во ризик. Едно од ефектите на оваа студија вика дека ќе се искорени апсолутната сиромаштија кога ќе се обезбедат овие трансфери. За прашањето е дали ние сакаме да правиме, дека се спореше праведноста, поправено општество во кое што тие што живеат во сиромаштија ќе добиваат повисок социјален трансфер. Јас апсолутно верувам дека е исправно тоа да се прави. Значи, јас се борев за да ја воведеме оваа реформа, значи со многу експерти, дебатиравме и сега, значи, од која воведевме, која ги гледаме проектите, сега слушаме дека треба повеќе стапки, повеќе граници да воведуваме. За ова ниво на економија да развој сосема се доволни две стапки. Ние ги проверувавме и проектите и се и со ММФ, и со Министерството на финансии на Холандија, и сосема бевме сигурни дека тоа што го правиме, тоа ќе се случува. Бевме сосема сигурни, сите бројки ни даваат дека целост тие 25 милиони евра ќе ги оствариме. Знаете, ако ние погрешивме некаде, од каде ќе се обезбедија? Од задолжување, немате директно. Значи, ако не успееше, ние ќе моравме да задолжуваме. Нема да задолжуваме сега, бидејќи сме апсолутно во правилна насока. Исто така, кога се зборува зошто е успешно, рамниот данок, тоа го зборува и поранешни министри за финансија, на едно од дебатите во собрание. Ефектите се да создаваше дупки, низ многу години дупки, и тој беше еден од двигателите кои го зголемува јавниот долг. Ние го ставивме под контрола јавниот долг. Значи, не со една екстремна реформа, туку со повеќе умерени реформи. Зошто? Бидејќи така е многу по-паметно и практично. Јас го кажав тоа е голема работа, не е комуницирано многу и во медиумите. Меѓународните инвеститори денес земјава многу подобро ја оценуваат Македонија. Може да се види по јилдовите на еврообрзниците. Се најдобри од кога. Тоа значи дека тие кои што исследат меѓународните пазари, следат макроекономски што правиме, многу подобро ја оценуваат фискалната политика. Ние очекуваме дека имаме поместувања, сериозни поместувања. Имаме се подобри оценки од ЕУ, дека имаме дури и на рейтингот поместување. Следно нешто. Исто, не е точно дека оддалечувањето на труд е повисокиот капитал. Апсолутно не е точно тоа. Бидејќи сега УЈП за прв пат, за да биде за секој јасно, во годишната даночна пријава почна да ги пресметува за секој поединечно и можете да се видите. Сега влезете со телефон, ќе видите вашата ефективна даночна стапка. Ефективната даночна стапка ќе видите дека, не знам, зависно колку доход имате, ви се движи, веројатно, заради даночното ослободување, се движи некој 6,5, ако има некои повисоки доходи и повисока. Но ефективната даночна ставка од труд пониска од таа капитал. Бидејќи од капитала еднократна и е 15%. Тука имате два фактори. Имате до доходот 1500 евра е 10, а потоа за разликата, за маргиналната е повисока. И плюс има даночна ставка. Добро, благодарам. Мислам е време да дадеме малку збор на присутните во публиката. Мислам да фативме повеќе аспекти, скоро сите битни аспекти што ја обкружува оваа реформа. Би завршиле за 10 минути, ако има коментар, прашање, поведете. Ако го напред. Да станам јас. Се викам Влажа Митров. За добро е поголем дел од вас, тројица, знам дека сте професори и читате доста и така во тој дел мислам дека ги знаете верувам добро работа по даночните системи. Јас од практична гледна точка живеев една година во Австралија на постдипломски студии бев таму и за само две реченици, три,
од 0 со луѓе, мислам, не сум ги читал овие, како се вика, данашни овие живо документи што се таму. Значи, данашна ставка почнува од 0 до 50%. Значи, и тоа 0, 5, 10, 15, 20, така натаму, до 50%, со тоа што за зборуваме неперсонален данок, тоа е вкупен данок, и здравство, и пензиско, и не знам се, и на крајот сите одат со иста пензија, државна пензија. Значи, нема помалку, нема поголем. Тоа е едно. Втора работа, социјалниот дел. Струја до одредено ниво 0. Друго ниво, цена, трето ниво, така натаму. Газ исто така. Мислам толку за тоа. Друга работа, што се однесува до ова персоналниот данок. Значи, еве конкретно и дивиденда некаде. Кој случај го имаме? Да речеме, што може да се направи со таа дивиденда? Дивидендата кај се троши? Ако фирма ја вложи добивката, значи нема даноци, повторно вложи во акции, да речеме. Ако дивидендата физичко лице ја вложи во акции, значи имаме веќе губиток 15%. Беше ми збора. Значи, за средствата или во буќани или не знам, бизнеси било што, значи средствата што се добива, ако се инвестираат повторно, може би треба да се размислува за некоја иднина, државата да ги враќа тие средства. Така е тука. Ама за физичко лице? Така ли за физичко? Не зборуваме за физичко лице. За физичко лице зборуваме. За страни исто да ви кажем уште една работа, значи со иста плата, платите различен данок. Зошто? Едно живее 30 км оддалечен од работно место, другиот пешки оди до работа. За тие 30 км амортизација на кола, гориво, не знам сите тие работи, се одбиват и така се пруни како во викате овие документи што го враќат. Мислам, добро, ова е интересно, зошто на тој начин и како се вика инвестициите ќе бидат зголемени. Или да земеме следната работа, капиталните добивки. Да речеме се очекува доночување последната година. Меѓутоа, да се доночим, и тоа што си иземе парите за други намени. Ова, како се вика, таа капитална добивка, купи акции од едно место, продаде на друго, купи едно, и сега со тоа што може да се случи? Може да едноставно да нема тргување ќе падат. Се не овие, како и рековте, сценарија некои драстични, или тоа оние што се инвеститори ќе внимават да направат помалку трошоци. Добро, благодарам. Пред да преминеме на коментари, ќе собереме неколку прашања. Бојан? Здраво, благодарам за поканата најпрво. Не е прашање, него повеќе генерална обсервација. Барем тоа што може да го чујам, дебатата во добар дел беше насочена само во однос на платите. Значи, според мене, поголем недопридобивка од самата реформа е оно што може да се придобие во однос на капиталните, на одоночувањето на капиталот, не на платите. Значи, на платите, ефективната ставка во Македонија што се одоночува на трудот е околу 32, да речеме. На капиталот е 6, визави тие 10. Значи, имаме ние, со оглед на тоа што имаме доста добар дел од оние данъчни улеснувања кои што се даваат однос на одоночување на капиталот, ефективната ставка што реално се плаќа е 6, значи не достигнува ни 10. Кога ќе споредиме со Европска унија, каде што е 2 или 3 пати поголема, значи тука е придобивката која што земја така може да ја добие од таа данъчна реформа, а не во однос на платите. Значи платите се, ви кажа повеќе излагачи, во однос на тие 1% што се добива. Тоест, маргиналното што се одоночува, не? Значи придобивката е дебатата ми според мене треба повеќе да се води во однос на тоа што може да се добие од доночувањето на капиталот визави трудот. Добро, фала Бојан. Би се задржале на прогресивно одоночување и на ефектите во ИКТ индустријата. Ние малку гледаме поинаква споредба за исплатените плати. Значи, просечна плата во март 2019 е 56.670, меѓутоа просечна плата во ноември 2018 е 60.260. Бидејќи во ИКТ индустријата е пазарот таков каков што е, покачувањето на платите е на дневна основа на некој начин, не би можела да се прави паралела помеѓу два квартали во 2018 и 2019 година. Затоа прашањето би било дали сте сигурни дека платите пораснаа во ИКТ индустријата,
за сметка на прогресивното оданочување и дека го немаме она што го очекувавме дека можеби навистина платите ќе се намалат. Да, имате зголемување во приходите од персоналниот данок, меѓутоа може со тие алтернативни начини на исплата на платите. Што се случува тука со пензискиот и здравствениот фонд? Тој ефект може би требало да се види, бидејќи на тоа посочува. И пак ја потенцирам, немаме пораст на платите во ИКТ индустријата, ако споредуваме со трендот од минатиот квартал. Декември го заставуваме, там имаше плати и награди, имаше однапред исплатени дивиденди, затоа имате невиден скок, сите очекуваат, затоа сега се уште не го гледаме тоа. Тука би сакала некој коментар, благодарам. Окей, може. Во однос на платите на програмерите, тоа што го објавува Државен завод за статистика, е во основа дека платите растат во кварталот за 5,5%, значи и тие се го следат како годишна ставка на раст, така и исправно. Тоа е многу посилен раст него просекот што е во економијата на останатите плати. И тоа е добро, и като секторот создава посилна додадена вредност, што е многу важно. Е што, вие самите тоа го кажете во вашето прашање. На крајот на годината се забележуваше тамо силна исплата на бонуси, на хонорари. Например, точно годишната стапка на раст декември 2018, декември 2017, а раст е од 17%. Ако се гледа декември во ИКТ секторот, декември во однос на ноември 2018, а растот на исплатите е 25%. Тоа се значи и тоа се бонуси. И тоа треба и на јавноста да е јасно дека таму се создава добра додадена вредност, значи таму постои простор и платите да растат, значи платите да растат, да се зголемува дејност и тоа е супер, тоа е одлично, но исто така тоа кажува дека тоа ја што го зборував на сите дебати, дека нема никакво стравување дека нешто ќе може да практично да го поводи тој сектор заради како што е поставена тамошната реформа. И факт е, бројките покажуваат дека апсолутно раст на платите од 5,5%, многу посилен од сите останати плати, многу посилен од просекот на претходните години, дури и во ИКТ секторот, значи тоа се случува, многу посилен раст на платите, дури со даночната реформа, зборува дека тоа што ние го проектиравме како финанси, тоа се случува. Практично овие сценарија негативни не се случува. Нешто на министерот. Тука се сложуваме околу IT секторот, него навистина ние треба да направиме, бидејќи мислам дека IT секторот е еден од најчестните сектори. Тама нема лажење, крадење, црна економија, не знам што. Мислам дека ако сме расположени ние да инвестираме заради иднината на државата, во да кажеме во реновирање на универзитетите, правење технолошки училници, тука треба да се интервенира со даноците. Не можеме, значи ако сакаме да помогнеме тука, некако треба да се ставиме како, да кажеме, иземени од целата приказна. Тоа е целата наша тенденција што сакаме да ја направиме, бидејќи сме навистина најбрзо растечка и најсериозна индустрија, јас мислам, во моментот. Може би сакате сосем кратко да коментирате на за Австралија? Не толку за Австралија, него како овој систем сега да се надогради, да зема предвид структура на семејство, Еве сега ќе ви кажам. Јас се сложувам со господинот, апсолутно разбирам што зборува. Знаете што е работата? Ние од века уствари цело време и тоа ни е недоразбирањето и со министерот, мислам и сите тоа тука некако имаме проблем со социјал-демократска политика, како да кажам. Прагот нас ни е многу нисок. Тоа е проблемот. Инаку, знаете како? И во Австралија, мислам дека исто е веројатно како и во Канада и во Америка. Ако имате над 100.000 евра, сите ќе ви ги земат. Значи, тоа е работата. Дали ние ќе ги постигнеме тие 100.000 евра, кај што ќе имаме ниска даночна ставка? Значи, сега тоа ние овде како разговараме. У принцип, значи, бидејќи ние не сме богата држава, не сме значи богата економија, да не се правиме илузии. Сите тие општества секаде, точен министерот точно кажува, земаат многу даноци и сите пари на крај ќе ви ги земат. Во Канада не смеете да го пречекорите $200,000 нивни и излезете ли од тоа? Луѓето што
што не прават и таму исто така, купат куки, продават кај што може да заштедат во даници, да инвестираат, да. Ама сега дека, уствари, ја мислам дека целата таа дискусија околу данокот, се извинувам министре, е околу тоа која е таа стапка во која што, да кажеме, ние, фино кажем, министерот никогаш може би не кажал се богати, не богати, инаку сите сме за тоа социјалната реформа да оди напред. Јас сум прва, јас е и хуманитарна работам, јас стварно се служувам со тие работи кои што они ги работат. Социјалниот момент во Австралија, во Канада е многу повисок од нашиот тук, таму, значи, нашите, да кажеме, јас и тоа ми е жал, нашите инженери кога ќе одат таму во првиот момент тие стануваат социјални случаи. Значи тие взимаат од државата таа социјала која што ќе ни ја даде да дадат работа. Така да не правиме заради задоволување на една социјала овде, да правиме наша социјала во странство. Добро, благодарам. Ако нема коментари, може.